322 правачиња денес за прв пат седнаа во училишните клупи во основните општински училишта во 4 општини од крајниот исток. Во Берово во основното училиште Дедо Илјо Малешевски се запишаа 92 правачиња, во Русиново 12, во Пехчево во основното општинско училиште Ванчо Китанов 43 правачиња, додека во основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Македонска Каменица 60 правачиња го започнаа своето образование. Во Делчево, во основното општинско училиште Ванчо Прке, првото училишно звонче го слушнаа 73 правачиња, а во основното општинско училиште Свети Климент Охридски 52 правачиња. Се собравме денес овде да го одбележиме вашиот прв училишен ден, да бидеме сведоци на вашата радост и возбуда, да ви дадеме поддршка на почетокот на вашиот нов живот во училишните клупи. Да искористам оваа прилика да им го честитам почетокот на учебната 2015-2016 година на сите ученици во општинското основно училиште Ванчо Прке Делчево. Градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански на сите ученици им го честита почетокот на новата учебна година, а на правачињата првиот училишен ден. Од денес започнува дружењето нова генерација со нови бројки и букви, со нови знаења кои што во текот на наставниот процес кој што е пред вас, се надеваме од вас ќе претворат успешни економисти, правници, наставници, инженери. Иако во неколку општини од истокот се зголемува наталитетот, неговиот тренд на намалување во Делчево полека го зема својот данок. Градоначалникот Дарко Шехтански апелира до сите релевантни фактори со своји сили и активности да се вклучат во спречување на трендот на намалување на наталитетот, за општина Делчево да не се затекне со проблемот од намалување на паралелки и отпуштање на просветни работници. 2013 година, 2014, 2015 од овде и од просториите на Ванчо Преке и посакавме добре дојде на 445 правачиња. Во истите 3 години нема да има родени повеќе од 330 деца. Тоа би значило дека 2019, 20, 21 година овие дечиња ќе станат прводеленци, второ деление и трето деление. Нивната бројка во училишните клупи нема да биде повеќе од 300. Тоа значи најмалку 8 до 10 паралелки помалку, најмалку 8 до 10 наставници нема да бидат примени на работа. Апелирам на сите вас, како родители, како наставници, да обратиме сериозно внимание на овој негативен тренд на нашето општество. Нема општество со мал број на граѓани кој што ќе привлече инвеститори, кој што ќе привлече капитал. Тоа е тренд во сите држави. А државите кои што имаат одумирање, кои што имаат надолен тренд, економски не може да заживеат. Во насока на зголемување на наталитетот, владата на Република Македонија во последните неколку години успешно ја спроведува кампањата за трето дете. Родителскиот додаток за трето дете се исплатува месечно за период од 10 години во висина од 8.048 денари.